Факт е дека јас сум член повеќе од 30 години во Социјалдемократскиот сојуз и секако дека таа социјалдемократска идеологија, вредности и така натаму се нешто што се база во функционирањето мое, би рекол, лично, па и партиското. И за мене е многу важно каква ќе биде СДСМ и сега, каква ќе биде СДСМ и во идниот период. Сакам да кажам дека не само консолидацијата, туку и јакнењето на Социјалдемократскиот сојуз ќе значи враќање на довербата кај граѓаните, а јакнењето на СДСМ ќе биде добро и за јакнењето на државата, бидејќи факт е историски погледнато, секогаш кога СДСМ била слаба, се случувале многу ретроградни процеси во државата. Сега Конгресот е закажан за 24-ти. Прво и основно треба да се разговара за изборниот резултат, да се направи анализа на изборниот резултат, да се видат слабостите кои што допринесува за еден ваков резултат. Што е тоа, да го детектираме, што е тоа што треба да се направи. Дали е недостаток во политичката платформа, дали е кадрскиот потенцијал, дали е недоволната организациона структура јакната и така натаму. Значи сите тие работи да се изанализираат, да се согледат и на основа на тоа да се донесат одлуки. И јас сум убеден дека ако искрено се пристапи кон овој дел, ако искрено низ анализа дојдеме до вистинските причини зошто сме во една ваква позиција, тогаш ние ќе можеме да бараме и решение на овој проблем. Единството во партијата е клуч, не само во СДСМ. Единство во било која партија е клуч за успехот на партија. Исто како и во домот, но барем во јавноста се добива впечаток дека нема единство во СДСМ. Меѓутоа, сметам дека низ дебата треба да се дојде до можни решенија. Како СДСМ организацијски да зајакне, како СДСМ да постави нова политичка платформа сообразена со денешното време и тоа да го презентира во јавноста, како СДСМ да го зајакне коалициониот капацитет, затоа што СДСМ беше една од најдобростоечките во делот на коалициониот капацитет, денеска не е таков случај, треба да одговориме и на тоа прашање и меѓусебно да седнеме и да ги ангажираме најдобрите луѓе. Значи, СДСМ не може и не сме да се откажува од своите кадри, без разлика кои се тие, не сме да се откажува ниту од кадрите кои што ја основале партијата и кои што ги поставиле темелите не само на СДСМ, туку ги поставиле темелите и на државата. Ќе го споменам и првиот парламентарен состав, не само на СДСМ, туку генерално на Македонија, меѓутоа СДСМ како партија која што ја предводела владата во тој период или била клучна политичка партија во поставувањето на темелите на современата македонска држава, тие се луѓето кои што треба да бидат тука и треба да дадат свој придонес во однос на јакната на партијата. Така да тие се моите очекувања и што е тоа што треба да се случува на слушајќи ве вака Спасовски, а важите